Почитувани граѓани, на дневен ред имаме уште еден предлог закон кој уште еднаш, по не знам кој пат, представува обид во сферата на градежништвото, на градењето, на уредувањето на градежно земјиште, на просторно урбанистичко планирање, да се направат на брзина ад-хок измени кои не се наменети за широка популација, кои не се наменети за решавање објективни проблеми на голем број граѓани, туку се производ на желби или насоки добиени од локални моќници, од бизнис интереси и всушност нејасна е насоката на законодавецот зошто еден закон кој се однесува на просторното и урбанистичко планирање се сака да се донесе во скратена постапка. Со оглед на фактот што вчера парламентарното мнозинство не прифати предлогот на опозицијата овој закон да биде симнат од дневен ред, токму заради несериозноста во предлагањето на еден ваков сложен и обемен закон во скратена постапка, денеска имавме прилика на комисија да ги искажеме нашите мислења и да дискутираме во врска со она што е предмет на овој закон, односно се работи за предлог закон за изменување и дополнување на законот за просторно и урбанистичко планирање, во смисол, како што стои во образложението, на скратување на рокот потребен за издавање на или за подготовка на урбанистичките планови, меѓутоа низ членовите, односно низ големиот број законски одредби што се менуваат и дополнуваат, се насетува една друга тенденција, се насетува друга интенција, всушност се работи за воведување на нова урбанистичко проектна документација. Сега морам овдека да ја подсетам јавноста дека во минатото ова иста власт во законот за просторно и урбанистичко планирање воведе локална урбанистичка планска документација. И тоаш сигурно граѓаните знаат, затоа што тоа беше актуелно во сите општински совети, без да се менува деталниот урбанистички план или генералниот урбанистички план или другата урбанистичко-планска документација, со локалната урбанистичко-планска документација се менува опфати, а тие опфати не беа дефинирани врз која основа се прават, од Сокаче до Сокаче, од Јалица до Јалица, од врата до врата, од улица до улица, или една градежна парцела, па спојување на градежни парцели, па корисна површина над 500 метри квадратни и така натаму, што во праксата произведе огромен број дубари и малверзации, односно злоупотреби во сферата на градењето на објектите. Согледувајќи го тоа, нелогичноста на локалната урбанистичка планска документација, затоа што, внимавајте, деталниот урбанистички план, не го носи еден човек, деталниот урбанистички план, како основна планска урбанистичка документација за општините, или сега и за вон населени места, за населени места и за села, е основната планска урбанистичка документација. Значи, доаѓа на предлог на стручна комисија, доаѓа на предлог на експерти, архитекти, граđевинари, доаѓа на прва расправа, се става на увид на граѓанството, на јавноста, по забелешките со анкетните листови кои ги доставуваат граѓаните, се изработува финалната верзија, нацрт и оди на согласности во државните институции. Во зависност од тоа дали општината е или не е под заштита ради културното наследство, 12 или 15 државни институции даваат согласност на тој детален урбанистички план. Откога ќе се врати со согласноста, крајната согласност ја дава министерот за транспорт и врски, тогаш повторно оди на расправа и повторно советот на општината одлучува дали тој детален урбанистички план ќе заживее или не. Значи, тоа е процес кој се осмислил во годиниве за сите фактори да бидат инволвирани и имплементирани во изработката на основната планска урбанистичка документација. Значи, и граѓаните,
заинтересираните и локалната самоуправа преку градоначалникот, општинските совети и стручните екипи, односно тимови и државните органи. Сега, замислите, не е битно деталниот урбанистички план, туку со детална урбанистичка планска документација, значи со локална ЛУПД, можеме да го менуваме. И увидувајќи дека се работи за незаконска одредба, Уставниот суд ги укина. Значи, како институт, ЛУПД престана да постои. Локалната урбанистичка планска документација беше ставена ад акта. Сега, со овие измени и дополнувања, наместо ЛУПД се предвидува архитектонско проектна документација. Значи, не поврат пошија, повторно да се става простор или можности за злоупотреба на градежните парцели. Инаку, тотално е нелогично зошто ние денеска расправаме за измени и дополнувања на законот за просторно и урбанистичко планирање, ако знаеме дека само пред неколку месеци владата на Република Македонија, односно власта во оваа држава, овој закон го стави ад акта. Според законот за просторно и урбанистичко планирање, устав за тоа планирање е генералниот урбанистички план. По врз основа на генералниот урбанистички план имате детални урбанистички планови. Тие детални урбанистички планови беа основата за урбанистичкото планирање. Видите, урбанизацијата е цивилизацијска придобивка. Урбанизацијата е неопходна активност во цивилизираното живење. Меѓутоа, со воведување на нов член 59Ц во Законот за градење, овој закон за просторно и урбанистичко планирање отиде надвор од законскиот систем. Зошто? Едноставен пример. Ако според овој закон за просторно и урбанистичко планирање на одредена градежна парцела стои вцртано П+1, значи приземје и спрат, собственикот на таа куќа, каде што живее од приземје и спрат, сега може, без оглед што тоа му стои во деталниот урбанистички план, да ја подигне куќата, да ја изгради до висина од 10,20 метри. А 10,20 метри ви е приземје, 2 спрата и поткровје. Па сега нека ми објасни некој од експертите од власта во оваа држава, како е можно во Уставот за градежништвото, односно во деталниот урбанистички план, да стои вцртана со сите елементи приземје плюс спрат, а со другиот закон за градење се дава можност тоа да биде приземје и 2 спрата и поткровје. И то внимавајте, собственикот не треба никого да праша. Сега, освен во градовите како што се Охрид, Битола, Виница, каде што имате заштита на културно наследство, таму може да се гради до 9 метри, не може до 10,20, затоа што е забрането поткровје. И то не секаде, не во сите тие споменични целини, меѓутоа тоа е друга тема. Основното е што тогаш требаше да разговараме за промени и дополнување измени на овој закон за просторно урбанистичко планирање, а не со еден член во законот за градење овој закон да стои ад акта. И сега во скратена постапка за едни вакви сложени измени, за едни вакви сложени дополнувања кои се предвидуваат во час и половина да поминеме едни вакви есенцијални законски одредби кои го менуваат животот на нашите граѓани. Значи се од огромна важност, потребите на нашите граѓани се уште се најголемиот дел во сферата на комуналните услуги, во сферата на градежништвото, во сферата на просторното урбанистичко планирање. Затоа е несериозно во час и половина ние вакви, овој парламент вакви сериозни измени да донесе. Затоа што не се луѓето за играње. Ова треба да е предмет на една јавна расправа или поширока дебата, да воведете сега нова урбанистичка проектна документација за повторно некој со пренамени, со препарцелации и со разни други заобиколувања на законските прописи да си оствари бизнис лични интереси. Зошто? Затоа што законските одредби во различни закони во нашиот законодавен систем се во коализија, не одговараат еден со друг. Заради тоа не можеме да го прифатиме ова законско решение и изричито сме против и заради несериозноста на законскиот предлог. Ви благодарам.